Владата ќе применува нов начин за одлучување кои проекти ќе бидат капитални, а кои се со вредност поголема од 5 милиони евра. За нив ќе одлучува Комитет за јавни инвестиции, кои го чинат сите министри во владата. Денес ќе зборуваме за предлог идеи, кои што предлог идеи ќе се најдат на таа конечна листа. Не станува збор за проекти за кои што има обезбедено средства, туку станува збор за проекти кои што комитетот кој што го сочинуваат речиси сите министри во владата ќе носат одлуки за тоа дали проектите се важни, приоритетни и треба да се реализираат во периодот кој што следи. За премиерот Христијан Мицкоски, овој начин на работа е нова алатка за следење на големите проекти. Мислам дека вкупната вредност која што во овој момент е предметот овој документ е некаде околу нешто над 200 милиарди денари, отприлика околу 3,3 милиарди евра, ако не се лажам, за следните 5 години. За време на презентацијата од Министерството за финансии беше многу јасно објасната методологијата како се доаѓа до овие јавни инвестиции, така што тоа е озбилна бројка. Најголемиот дел од нив се проекти поврзани со градежништвото. Тоа значи дека ако го поделиме на 5 години, ако почнеме да ги реализираме и обезбедиме финансирање, тоа ќе значи некаде отприлика нешто над 600 милиони евра годишно. Сето останато според Мицкоски е работа на проектните менеджменти. Ние како влада ќе сториме се за да обезбедиме финансирање, но понатаму делот на реализација кој што треба да го зголеми бруто домашниот производ не зависи само од владата, туку зависи и од проектниот менеджмент на самите изведувачи кои што би биле евентуални договорни органи за реализација на овие инвестиции. Владата засега нема да интервенира со повторно намалување на ДДВ кај горивата, иако барелот денес достигна $110 на светската берза. Премиерот Христијан Мицкоски смета дека пакетот мерки за справување со енергетската криза е добар за граѓаните. Во овој момент не размислуваме за намалување на ДДВ-то на дизел горивото. Преговараме со ОКТА за продолжување на попустот, акцизите остануваат исти, треба да се види сега во втората половина од април која е просечната цена и на безоловниот и на дизелот и на тој начин ќе се носи одлука на влада во делот на акцизите. Веќе дизелот беше над $1,200 по тон, што значи тие 4 денара секако ќе останат, а безоловниот беше под $1,200 по тон, имаше 2 денара, но очекувам сега и тој да отиде на 1,200, така што и таму ќе имаме 4 денари по литар, повторно намалени акцизи. Сите мерки кои владата ги аплицира за поевтини горива, буџетот го чинат 1 милион евра дневно. До кога во него има простор и тој може да го поднесе овој товар? За сега немаме простор за паника. Граѓаните да се сигурни, безбедни, има кој да размислува, да води стабилни политики и во овој момент Македонија не е држава која што повеќе коленичи, туку рефлектира стабилност во регионот и така и ќе продолжи. Ваквите интервенции се доволни за Македонија да ги има најевтините горива на Балканот и пошироко, а владата е издвоена како трета во Европа со најголем удел во цената на нафтените деривати. ВМРО, ОКГ и Мицкоски во паника ги ангажираа Black Cube, фирма поврзана со израелскиот Мосад, составена од разузнавачи, а позната под тајни снимки, фабрикување афери и валкани политички операции, изјави Кузеска од СДСМ. За ВМРО ДПМН, СДС се повторно демантирани и разобличени. Овој пат од Томас Вајц и Брисел и дека ИПАРТ програмата не е блокирана, а реформската агенда има напредок. Наместо да одговараат за економската катастрофа, за застојот на европскиот пат и за криминалните тендери, тие прават се за да го дискредитираат СДСМ и да го дефокусираат вниманието на граѓаните. Black Cube е приватна фирма составена од поранешни израелски разузнавачи, позната по тајни снимки, фабрикување афери и валкани политички операции, особено во Унгарија и во Словенија. За ситни политички поени, Филипче и СДС го манипулираа народот и ги лажеа земјоделците. Лажеа дека средствата од ИПАРТ програмата се блокирани и дека европските пари паѓаат во вода. Поранешниот министар за земјоделие, Љупчо Николовски, секојдневно ликуваше дека средствата биле одземени, дека земјоделците биле оставени на цедило, како во нивно време, и дека земјоделците никогаш нема да добијат европски пари.
Но вистината е сосема поинаква. По случајот во платежната агенција, владата предводена од ВМРО ДПМН ги презема сите механизми во своја корис. Концептот на социјален диалог е единствен и најдобар начин работниците и работодавачите да ги избалансираат договорот и унапредат интересите. Ова што го прави во моментов Конфедерацијата на слободни синдикати и синдикатот на култура СОНК, според мене е вистинскиот начин како треба да се организира, да се разговара во присуство на сите социјални партнери, каде што ќе може на маса, без да се заобиколува и без да се ставаат под черга, народски кажано, проблемите, да се разговараат отворено за сите предизвици кои што се пред социјалните партнери. Владата и понатаму цврсто стои позади работничките интереси од сите аспекти, потенцира заменик министерот за економија и труд Маријан Ристиски. Понатаму ќе работиме на подобрување на работничките права, односно ние како влада ќе негуваме на голема транспарентност, како што правиме тоа преку економско-социјалниот совет и социјалниот диалог, меѓутоа исто така ќе гледаме да има рамноправност на сите учесници и слобода во своето изразување и демократско право, посебно на синдикалните движења. СОНК има забелешки на примената на законот за колективни договори. Тоа е пристапот кон толкување на колективниот договор, односно не се почитуваат одредбите ниту од законот за работни односи, кои што кажува гранските колективни договори за кого се применливи, односно за кого важат, а најмалку пак од директорите кои што треба да, како први работодавачи, да ги имплементираат тие колективни договори, и не ги почитуваат и одредбите од колективните договори ги применуваат за сите вработени, кои што законот за работни односи и науката тоа не го кажува. Тоа ни е еден од најгорчливите проблеми. Најдосно до крајот на годинава или почетокот на идната треба да биде изготвен новиот закон за работни односи, кој ќе ги надмине сите сегашни слабости на актуелниот закон. Овие ставови, меѓу другото, денеска беа слушнати по повод организираната конференција на тема трудови политики и колективни договори од страна на СОНК. Сојузот на синдикати на Македонија денес повика на уличен правомајски протест како одговор на сегашната социјална економска состојба во која се наоѓаат најголем дел од работниците во државата. Председателот Слободан Трендафилов ја критикува владата и економско-социјалниот совет на кој не е најдена можност да се постигнат нивните социјални барања. Овие работници да не среќаваат на улица и да ни се жалат, да не ни праќаат пораки и да ни се жалат, туку да застанат со нас рамо до рамо и да покажат дека се незадоволни од висината на работничките плати, од висината на платата која носат на нивните семејства, особено поради тоа што со мизерното усогласување на минималната плата за 1667 денари во месец март оваа година, зголемувањето на вредноста на синдикалната минимална кошница за 3304 денари од почетокот на годината покажува дека едно семејство, доколку двајцата работници се на минималец, им недостасува некоја стотка за да можат да ги овозможат најосновните прехранбени услови за живот на своето семејство. Тоа е поразителен податок за сите кои креираат политики, за сите работодавачи во Македонија, дури за сите други чинители во општеството. Од друга страна, СОНК нема да учествува на протестите, а на ССМ и Трендафилов и порачаат дека улиците не се место каде се бара социјална правда. Фер социјален диалог и договор може да се постигне и на маса. Протестот го организира друга федерација, односно сојуз, така да ние нема да се вклучиме. Ние го одбравме патот на социјален диалог и на преговори и резултатите ги постигнуваме на маса. Инаку тие го одбрале тој пат да одат по улици, тоа е нивната стратегија, така нека продолжи. Албанија и Соединетите Американски држави подпишаа 20 годишен договор за снабдување со течен природен газ, во договор вреден околу 6 милиарди долари. Договорот меѓу американската компанија Ventura Global и Actor LNG USA предвидува долгорочен извоз на американски газ во Албанија. Договорот е дел од пошироката стратегија на Соединетите Американски држави за зголемување на своето присуство во енергетскиот сектор на југоисточна Европа, како и за диверзификација на изворите на снабдување со газ во европските земји.
Косово ќе оде на уште едни избори откако парламентот не успеа да избере нов председател на државата. Парламентот имаше рок до полнок да избере нов шеф на државата откако на Вјоса Османи и истече мандатот во почетокот на овој месец. Премиерот Албин Курти сепак не успеа да ги убеди опозицијските партии да го поддржат неговиот кандидат. Неуспехот да се избере председател автоматски повлекува предвремени парламентарни избори. Врз основа на пресудата на Уставниот суд, парламентот се смета за распуштен, изјави спикерката на парламентот и веде председателка Албулена Хаджиу на полнок. Се очекува таа наскоро да го објави датумот на изборите, трети за нешто повеќе од една година, со што продолжува политичкиот ќорсокак во земјата. Според Републичкиот завод за статистика на Србија, од 2014 до 2024 година во државата имигрирале 167.244 странски државјани, додека 72.512 странци емигрирале од Србија во претходниот период. Најголем број странци кои дошле во Србија во 2024 биле руски државјани, 17.103 граѓани, односно 50,1% од вкупната имиграција. На второ место се граѓаните на Кина, 4.511 кои дошле во Србија во 2024 година, односно 13,2%. Сексуалната злоупотреба на деца останува сериозен и континуиран проблем во Македонија, покажуваат најновите анализи на Народниот правобранител. Во периодот од 2020 до 2024 година се евидентирани 508 случаи. 186 од нив се силување на девојчиња под 15 години. Во периодот 2020-2024 година се евидентирани 508 случаи на сексуална злоупотреба на деца, од кои 455 девојчиња се јавуваат како жртви и 53 момчиња жртви. Најголем дел од случаите се однесуваат на тешки кривични дела, како силување на дете под 15 години, 186 случаи, полов напад и силување 99 случаи и вомбрачен живот со дете со 96 случаи. До крајот на 2025 година регистрирани се уште 96 нови случаи. Во текот на 2025 година во земјава се евидентирани нови 96 деца жртви на кривичното дело против половата слобода и половиот морал, од кои 88 девојчиња и 8 момчиња. Повторно, најчесто како регистрирано кривично дело е силување на дете под 15 години. Од Канцеларијата на Народниот правобранител укажуваат на почести изрекување на максимални казни за превенција од повторување на делото, како и на дополнување и поголем пристап до регистарот на педофили. Регистарот на педофили функционира, меѓутоа факт е дека тој треба поредовно да се ажурира и секако да биде подостапен, односно да се едуцираат и да се информираат сите заинтересирани, почнувајќи од детските градинки, образование, па и семејствата, многу почесто да пристапуваат за да може да видат, да имаат увид на тоа кој се јавува, односно кој се регистрира. Еден од последните случаи е 14-годишно дете во Гостиварско кое подлог период извршувало облјуба врз неговата помала сестра, а во 2 наврати е натерал и на сексуални односи. Јавниот обвинител во овој случај поднесе посебен предлог мерка притвор за 14-годишното момче. Цената на житото од новата реколта би требало да биде 18 денари за килограм, за да производителите оваа година не нижат загуби. Од лани до сега тие имаат зголемени трошици на сите фактори за производство. Па мислам испод 18 денара ако биде земјоделица ќе не може да се покрие. 18 денара за пшеница и за јачмин. Максималната откупна цена сега се зависи од купувачите. Тоа е најголемиот проблем во нашата Република Македонија. Која е таа максимална цена според вас? Па максимална цена е испод 18 до 19 денари за килограм пшеница и 14 до 15 за килограм јачмин не се исплати надоле производство. Дополнителните трошици најмногу се скокнати во делот на работната сила, нафтата и препаратите. Дополнителните трошиците се зголемија за дупло, па и повеќе од дупло. Прво нафтата ритна негде, да не збореме колку, 50%. Хербицидите се качени, приоритетски се на дупло качени и се е тоа зголемување на трошиците за производството на житариците. Со покачувањето на нафтата се носе поскапо добаѓа производството. Со таа ласка цена што беше 12 денара земјоделците ќе не може да се покријат. Резервни делови се качија, качува се ѓубрето,
И ние земјоделците сме оставени сами по себе да се снаоѓаме. Во моментов, посевите со пченица се во добра состојба, но без дожд во наредните денови или наводнување кај што има можност, приносите нема да бидат рентабилни. Посевите моменталната состојба се задоволувачки, моментално и треба врнежи од дожд. Најбитното нешто што може да биде, ѓубрето е фрлено, пестициди и хербициди се напрскани и се чека само дожд и да растението си го каже своето. Посевите на пченица са моментално са добри, само трпат малку, има недостаток на врнежи. Во добра кондиција се, на време е фрлено ѓубре, третирано против трава и ред други работи, да само се чека дожд. Минатата година откупната цена на пченицата беше 12 денари за килограм и на производителите тие не и беа доволни за покривање на трошоците. Македонија годишно произведува 200.000 тони лебно жито, што не е доволно за покривање на потребите од 370.000. Разликата од 170.000 тони се обезбедува со увоз и по цена пониска од онаа на домашниот пазар, како и сосема мал дел од 9.000 тони од домашните стокови резерви. Три градежни парцели во районот Плуждино, наменети за лесна и незагадувачка индустрија, општина Штип ќе отуги по пат на јавно надавање, информира денес секретарот на општината Вишна Шорова Ангелова. И овие градежни парцели се со намена индустрија или поточно две од нив се со намена Г2 лесна и незагадувачка индустрија, додека една од нив е со намена Г3 или поточно стоваришта. Што се нуди со продажбата на овие парцели? Секоја од нив има можност за градење приземе, при што објектите не смеат да имаат височина повеќе од 8 метри. Сите оние кои што се заинтересирани за оваа објава ќе имаат можност да ги погледнат дополнителните услови на страницата на општина Штип, а се разбира и на официјалната страница за отуѓување на градежно земјиште. Рокот за пријавување на заинтересираните е до 18 мај годинава, пошто дополнително ќе биде објавен и датумот на јавно надавање со почетна цена од 61 денар за метар квадратен. Општина Пробиштип објави продажба на 4 атрактивни градежни парцели за кои има голем интерес, што го потврдува развојниот интензитет. Се работи за 4 парцели, од кои што 2 се за семејно домување, односно за куки. Тие парцели се наоѓаат во селото Пробиштип до рударското игралиште. Едната излегува на улица Брегалничка, другата на улица Скопска. Се работи за парцели кои што се од прилика околу 350 метри квадратни. Почетната цена е 1 евро за метар квадратен и се надевам ќе има заинтересирани да ги купат овие парцели да изградат нови сопствени домови. Општината на располагање става и градежен простор на кој може да се градат згради, но и објекти од комерцијален карактер. Цените се движат од 680 до 1100 денари, потенцира градоначалникот Тони Тоневски. Останатите парцели, едната е А2, односно колективно домување, се наоѓа на улицата Миро Барага. Се работи за парцела која што е од прилика околу 735 метри квадратни за стамбена зграда, изградба. И четвртата парцела е парцела која што се наоѓа во Калниште кај социјалните бараки, таа е за комерцијални објекти. Таа е околу 398 метри квадратни. Објавата има важност до 31 мај, кога за потенцираните парцели ќе се реализира електронска аукција. Учесникот на маратонот во Лондон, Џордан Адамс, ја истрча трката со фрижидер на грбот. Овој потек со трчање со фрижидер тежок 25 кг е дел од предизвикот за подигање на свеста за фронтотемпоралната деменција. Адамс учествувал на 32 маратони во 32 дена, откако ја изгубил својата мајка поради фронтотемпоралната деменција, додека тој и неговиот брат го носат истиот ген. Согласно тоа, учеството на оваа трка за него е особено символично. Фрижидерот на грбот ја символизира невидливата тежина што ја носат луѓето кои боледуваат од оваа болест, а која никој друг не може да ја види. Снимките од неговата успешна трка собраа низа позитивни реакции.
Утре времето променливо облачно со врнежи од дожд, температурите до 14 степен. Ветрот ќе дува со брзина од 32 км на час. Влажноста ќе изнесува 56%. Температурите по градови се следните: Штипи, Карбинци со по 14 степени, Пробиштип 12, Чешиново, Облешево и Кочани 14 степени. Виница 12 степени, Македонска Каменица и Делчево со по 11 степени, во Пехчево 10, а во Берово максимални 12. Според православниот календар, утре е свети свештеномачник Кипријан Слепченски. Во католичкиот е Пио Папа Пети.